Почитувани, СДС и таравари разрешија над 60 директори на здравствени установи кои се професионалци во своите области, за на нивно место да постават партиски послушници, непрофесионални кадри и лекари кои прекршиле Хипократовата заклетва, а некои од нив јавноста ги виде на дело како осомничени за земање стотици евра мито од само еден пациент. Новото кадровско решение на СДС за директор на клиниката за уво, нос и грло, Јане Нетковски, јавноста го памети како лице кое беше приведено од полицијата и на кое му беше поднесена кривична пријава за земање мито од пациентка со цел да изврши 2 хируршки интервенции. Како таков лик, пример за лице кое не треба да биде ниту лекар, а не пак директор на цела клиника. Произлегува дека единствената предиспозиција која Нетковски ја има за да биде директор на клиниката за уво, нос и грло е тоа што добро го совладал занаетот на шефот на таравари Зоран Заев. А тоа е барање подкуп од граѓаните за работи кои се должни да ги извршат по автоматизам и согласно закон, и за кој Нетковски доби кривична пријава. Целата јавност имаше можност да низ медиумите ги види видео снимките од приведувањето на Нетковски во 2013 година за примање подкуп, а полицијата извести дека во неговиот дом беа пронајдени обележаните пари од страна на полицијата, побарани и земени од пациентката. Почитувани граѓани, дали ова се професионалците кои СДС ги ветуваше? Дали се ова луѓето кои треба да го водат македонското здравство и да се грижат за здравјето на граѓаните? Ова е крах на македонското здравство. Замислете како ќе изгледа вашето доаѓање во клиника во која директорот на истата сте го виделе како е апсен за земање мито и сите го знаат тоа. Дали таравари и СДС со поставувањето на вакви кадри им упатуваат порака на граѓаните дека ако сакаат да бидат прегледани или да им биде извршена некоја интервенција, ќе мора за тоа да го подмитат лекарот. Директорите на клиниките не треба да се грижат за сопствениот джеп и не треба во пациентите да гледаат само како на средство преку кое ќе стигнат до материјална добивка. Граѓаните заслужуваат медицински третман кој е согласно закон и така ги следува, без притоа да треба да подкупат лекар за да добијат услуга која по закон ги следува и која лекарот е должен да ја даде, без притоа да бара мито. Заради ваквата неодговорност и неспособност, СДС ќе се соочи со политичка одговорност на следните локални избори и ќе биде целосно делегитимиран од страна на граѓаните. Благодарам.